Правењето икони од неадекватен политички материјал предизвикува разбирлива неверица и присуство на огромна доза жал кај оние кои што го инвестирале својот интелектуален труд и јавен настап во неговото создавање. Наместо капитализација, продуктот носи разочараност и остава чувство на горчина, помешана со гнев. Никола Груевски, според мен, е единствениот човек во Македонија во овие скоро 30 години, кој дојде до изворот и не се напи вода, односно дојде на границата каде што можеше да стане национален лидер. Не партиски. Да. Не премиер. Национален лидер. Дојде на границата и не се напи од таа. Ќе останеше во историјата. Запишем. Запишем. Ќе беше Ченто, ќе беше Гоце Делчев. Да. Отсуството на долго очекуваната фигура која ќе прерасне во символ сепак може да биде надоместена. Иако од палетата која е на располагање нема толку изразит лик, што би можел да биде достојна замена со огромната желба да биде запишан таму каде што неговиот претходник не успеал. Со сета своја скромност се нуди кадар кој смета дека ги поседува сите атрибути да биде дури и жив овековечен. Се чувствувам како човек кој што сака да остави историска трага за сопствениот народ, за македонскиот народ, за граѓаните на Македонија. Да си има чувство е важно, особено за оние елементарните, чија надворешна презентација е исклучително потребна, а и по собствено признание таа представува ненадоместив хендикеп. Солзата и насмевката, тагата и среќата, барем во политиката не смеат да се чуваат во себе. Се разбира, ако тие емоции се вистински, а не пропагандни. За кошкањето треба да имаш срце, треба да имаш душа. Забелешката ја прифаќам, бидејќи не е прва во тој вид. Треба да имаш топла крв. Навистина ќе се потрудам во периодот што следи уште повеќе да бидам посрдечен, да бидам понасмеан и така натаму. Не може да се најде рационална методологија која би го пресметала ефектот на оваа сугестија врз имиджот, но според пиар советниците, вакво нешто воопшто не е добре дојдено од луѓе кон кои е изграден цврст став на недоверба, која не може да се урне, ниту ако советите од другата страна се добронамерни. Мора да бидам искрен дека Заев кога ќе отвори уста, не му верувам ништо, дури ниту кога ќе се представи дека е Зоран Заев. За проблемот со идентитетот, личниот, се појавуваат низ извори на информации и лица кои сведочат за радикалната трансформација. Тие тврдат дека не го препознаваат соборецот, со играчот од тимот кој од нивна најистурена лева полутка направил трансфер и станал голман во десниот табор. Мене тоа не ми е јасно, зашто примерно Заев засана на страна на тоа бизнис крило, а отстапи практично, им сврте грб на луѓето кои што беа со него, сите оние години додека тој беше во опозиција и трпеше закани и се. Тоа не можам да го разберам, и се надам дека ќе го слушне овој и самиот ќе се запреша. И на крајот, вртењето на грбот е карактеристика на политичката трансформација од опозиција во власт. Тоа не е правично, тоа не е фер. Ниту богатиот ќе носи парите во гробот, а сиромашниот па може да живее подобро. Вредностите сега се сменети. Богатиот сепак ќе ги носи парите во гроб.